Благодарам. Беса, почитуван ректоре, почитувани професори, почитувани студенти, почитувани присутни. Значи, се извинувам за моето доснење. Бевме во Скопје на една конференција со заедницата на донаторите, меѓународните пријатели за донација. И мислам дека прашањето за името и прашањето со загадувањето се најкомплексните и најсложните проблеми во државата кои многу тешко може да им се најде крај, но се надевам дека едното многу скоро ќе го завршиме, а тоа е прашањето со името. Една од темите која што не обврзала сите нас, особено и младите, но и мојата генерација, рече се цел наш политички живот, но и интелектуален живот, оваа тема го оптоварила и ете тоа се гледа се уште, но за среќа се уште имаме светлина на крајот тунелот. Ова јавна дебата е за уставните измени, намерно кажувам драфт измени, бидејќи да се финализират истите, се бараат препораките што ќе излезат од овие јавна дебата, кои истите ќе ги составиме во еден документ и тие ќе бидат доставени во парламентот и ќе се финализират во уставната комисија, па пред да почнат пленарните седници во собранието, се очекува 9 или 10 јануари да се почне со таа седница, бидејќи уставот предвидува по завршувањето на јавната дебата не порано пред 30 дена да се состане таа пленарна седница. 12 работни дена за да се заврши ова дебата. Не знаеме дали пратениците ќе ги искористат сите овие денови за дебата или ќе завршат порано, но како и да е, до 15 јануари очекуваме да го завршиме овој процес и ако имаме 80 пратеници, уште во почетокот ќе изразам мое загрижување дека за завршувањето на овој процес, бидејќи овој процес се уште е во тек и не е во завршна фаза, бидејќи имавме дилеми како што спомна и Радмила и во почеток дали ќе собираме 30 пратеници, но во почетокот првиот пораз во првото гласање даваше теоретски можности да најдеме решение. Можевме да одиме во парламентарни предвремени избори, да обезбедиме мнозинство што е потребно за уставните измени од 80 пратеници и евентуално да гласаме. Ова беше повеќе теоретски и хипотетички. Во поразот во последните гласања нема ништо теоретски дел, бидејќи сме многу доцна во процесот, доцниме. Немаме доволно време да одиме пак на избори и хипотетички да обезбедиме 80 пратеници, бидејќи Грција не чека уште неколку месеци да се прават овие промени, бидејќи во мај ќе бидат парламентарните избори, потоа во Европа ќе има избори, потоа не верувам дека ќе има клима овој процес да заврши и навистина ќе изгубиме значајна шанса наредната декада. Затоа беше нашиот повик да биде многу внимателни и многу посветени, особено последните денови за закружување на овој процес, бидејќи овој процес нема да има втора шанса. Не знам оваа генерација дали ќе има втора шанса за да се заврши овој процес. Имавме дебата во Ману, јас имав говор таму за овие драфт измени и таму повеќе говорев за генералниот контекст, за потребата за подпишувањето на Преспанскиот договор, за потребата на уставните измени како клуч да се отвори вратата за членувањето во НАТО и ЕУ, бидејќи таму публиката беше таму за да се говори за потребата за генералниот контекст, за добрата што ги носи членството во НАТО, било во економскиот и политичкиот очекувања што ги има, добрата што ги вноси ЕУ, преговорите за дека тие преговори не се само пат за да се стигне до целта, тој се и цел самите по себе, бидејќи овие преговори, овие механизми кои што го трансформираат општеството во европско општество и Европа ја носа тука кај нас. Но мислам дека публиката тука нема потреба за да се елаборира
многу општо потребата за да се потпише значи тој потписникот на Преспанскиот договор, бидејќи оваа тема е затворено многу порано, бидејќи Македонија, оваа генерација и ините генерации се заложници на овој спор, нерационален спор. Спор кој што години наназад се претворен во емоционален спор поради таложењето на емоциите што ги метнале нивните политичарите во нивните агенди. Со тек на години тој талок на емоции е многу тешко да се соочуваат, особено со македонската заедница, бидејќи овие таложи слој по слој треба да се изнесат и да се дојде до јадрото на основата и објективно да се види на проблемот и да се најде конечно решение за овој проблем. Затоа дозволете ми кратко да ги говорам за амандманите, бидејќи дебатата кај албанската јавност е за квалитетот на амандманите отколку за тие уставни промени. Сите сме за уставните измени, сите знаеме дека гарантира безбедност, политичка безбедност, која што е предуслов за економски развој. Живееме на турбулентен регион, но во една геополитичка турбуленција балканските играчи ги извадиле своите мечови тука. Навистина сме на фронт. Сме меѓу истокот и западот. Секогаш решенијата се прават секогаш кога сте на крстопат. Македонија е епицентар на геополитичкиот момент во регионот. Ако сакате еден геополитички судар, ние ќе бидеме тој што најмногу ќе настрадаме или кога слоновите се борат меѓусебно, тогаш има последици според тоа теренот што се гази. И децата наши ќе се соочат со овие геополитички случувања. Не центрите, туку ние ќе бидеме колатералната штета од тоа што ќе претрпиме последици. Уставните измени се продукт на Преспанскиот договор. Се изготвени со грчката страна, бидејќи тие требале да бидат на иста линија со Преспанските договори, бидејќи секоја девијација од начелата на Преспанскиот договорот ќе беше неприфатлив. Затоа, кога сме одредиле вордингот на тој текст на амандманите, секогаш тоа беше во координација со грчката страна за да биде прифатена и да биде во духот на договорот. Секако дека беше многу сложен процес, бидејќи требаше да ги задоволи потребите на 80 пратеници, бидејќи процесот ќе немаше да успее. Секој збор повеќе подразбираше еден повеќе пратеник или помал пратеник. И јас разбирам реакцијата на луѓето кои што гледат еден подобар и очекуваат подобар текст на амандманите. Но кога ќе видите една запирка повеќе или помалку губите еден пратеник, тогаш ќе видите многу повеќе внимателен, бидејќи пред вас има еден цел дека овој процес ќе заврши успешно, ќе направите се што е можно и потребно, бидејќи последиците се трагични и не се повторливи. Ова е неповторлива можност како нас како генерација. Тие се 4 амандмани во оваа јавна дебата. Сме имале и други предлози, имаше професорот Шкарич предлог за 5 амандман, Преспанскиот договор да се конституционализира во посебен амандман на уставните измени. Имаше и други идеи, добри идеи за да се уреди конфликтот меѓу собранието и претседателот на државата, но тие се продукт на една тешка дебата, една политичко децизно мановрирање за да го почитувате и духот на договорот и да ги зачувате 80 пратеници во собранието. Првиот амандман се однесува на промената на името. Значи, таму каде што треба да се промени името на Македонија, се додава Северна Македонија. Да не говорам повеќе зошто се Северна Македонија, околку за преводот на албански јазик. Значи вчера на едно радио слушнав значи во официјалниот превод сме се
Правиот превод е Северна Република Македонија, бидејќи северниот дел на Македонија е, значи имаме проблем со преводот како што треба на албански јазик. Така што даваме објаснување, бидејќи начите консултации биле со компетентните институции и тоа треба да се прифати како такво во албанскиот јазик. Исто така е прашањето на преамбулата. Преспанскиот договор подразбираше дека преамбулата требаше да се премени во делот на дефинирање на АСНОМ. Во делот на АСНОМ, бидејќи АСНОМ има неколку документи, еден од тие документи е и манифестот на АСНОМ, што предвидува обединување на сите македонци во регионот, секако дека не во согласност со духот на Преспанскиот договор, и тоа требаше да се дефинира само во еден единствен документ или еден сет на документи од АСНОМ кои што се уставни документи, но немаат идентистички претендирања за интервенирање во соседните држави. Мислам дека во преамбулата се направило еден позитивен придонес за да се направи поинклузивен процес во вклучувањето на Охридскиот договор како конструктивен документ, основен документ во изградбата на државата. Бидејќи преамбулата не е устав, преамбулата не произведува закони, и ако таму се спомне Крушевската република, се спомнува АСНОМ, се спомнува референдумот од 8 септември, логично е дека документот, четвртиот уставен документ на државата е и Охридскиот договор. Секако дека Охридскиот договор веќе е вметнат во уставот преку многу амандмани кои излегуваат закони, но секако сега уставот е инклузивен. Дефинирањето на државата мора да биде инклузивен. И тука имаме дебата на начелата, на принципите. Во Македонија значи се промовира едно општество за сите. И секако тоа е точно, но бидејќи во Македонија уставот дефинира два нивоа на дефинирање на општеството. Едното е општество или држава каде е основната конститутивна единица е граѓанинот и сите граѓани го ја основа државата, и тоа е концептот едно општество за државата, пред државата, но има еден недостаток. Не гарантира и не штити малите заедници од мајоритизацијата, бидејќи во едно мнозинство кога значи мнозинството го сочинуваат мнозинството на сите, и тогаш мнозинството ги прегласува малцинствата, и затоа Охридскиот договор има уште едно ниво на дефинирањето на државата и општеството, каде основната единица на градењето на државата е етничката заедница. И граѓаните добиваат права во рамки на етничката заедница и така се презентираат преку нивните представници и се предвидени механизми за да се заштитат од преку мнозинството или согласењето на патентери и така натаму. Затоа е добро и значајно да се дефинира Охридскиот договор во уставот и во преамбулата. Може би нема законски последици, но во создавањето на значењето на дефинирањето на државата. Третиот амандман, мислам дека не отвара некоја дебата кај албанците, бидејќи се однесува на воспречувањето на интервенирањето на Македонија во внатрешните работи или во независно на соседните држави. И тука сме сите согласни и немам никаква претендирање во соседните држави. Четвртиот амандман е тој што има отворена дебата, бидејќи тој е на 49 член 49 кој вели дека на културното наследство на македонскиот културното наследство на
на македонскиот народ натре и надвор од татковината, тука се отвори дебатата зошто не се и другите етнички заедници. Таа дебата што се одвиваше во владата, таа е била дебата каде што имавме услов да се добијат 80 пратеници, бидејќи се ценеше со преспанскиот договор се ослабува македонскиот идентитет, како што во 2001 година во член од 48 се амандментираше со Охридскиот договор дека државата гарантира на етничките заедници да се зачуват етничкиот, културниот идентитет, политички идентитет и се однесува токму на другите етнички заедници, бидејќи во тоа време 2001 година беше загрозен политичкиот, културниот идентитет на останатите. Сега се цени дека со преспанскиот договор евентуално може да се загрози и идентитетот и на другите етнички заедници, за да се зајагне со посебен еден амандман, и ние сме покажале и солидарни во ова насока и да го зачуваме мнозинството и процесот, и сметајќи дека за другите заедници член 48 го уредува тоа законски. Овие се 4 амандмани за кои се одбива ова јавна дебата. Денес е последниот ден и во наредните денови во рамки на законските начела ќе направиме предлози, забелешки, ќе го доставиме во собранието и во Уставната комисија и потоа да се дебатира за овие забелешки и препораки. Ви благодарам многу што сте дел од ова јавна дебата и се надевам на една конструктивна дебата која би ни помогнала нам во конечното дефинирање на овие уставни амандмани. Ви благодарам.